небесно, тешители души истини, живездеси и сия исполняй сокровище благих и жизни, податели вреди, сели се неочисти, нецекия скверни, спаси, блажи души наша. Слава Отцу, Сину и Святому Духу, и нині и присно веки веков. Амин. Молитвен святого апостола Матеј, сей се Ти, Господи, се Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Денеска ќе продолжиме со третата глава од Евангелието според Матеј, како што стигнавме прошлиот пат. И има ова е пократка глава, ќе помине цела, со тоа што некои работи што може би се попознати, нема да ги гледаме во такви некои детали, ќе дајме повеќе акцент на некои работи кои што не се до толку познати. Значи, третата глава почнува со овој стих. Во тие денови дојде Јован Крстител кој проповедаше во јудејската пустина. И веднаш кажува светот Јован Златоуст, во кои денови? Според, значи, предходното беше нели за раѓањето Христово и за населувањето во Назарет. И сега почнува веднаш во тие денови и за да објасни светот Јован Златоуст вели во кои денови? Според сведочењето на свети Лука, Јован Крстител дошол не во тие денови кога Исус уште бил дете и се вратил во Назарет, туку откако изминале 30 години. Зошто е тука кажано во тие денови? Во Светото писмо често се употребува тој начин изразување кога се зборува не само за настани кои што непосредно следувале еден по друг, туку и за настани кои биле по протекувањето на многу години. Па така, кога учениците пристапиле кон Исуса, кога седал на Елеонската гора и сакале од него да дознаат за неговото второ пришествие, за разрешувањето на Ерусалим, а ние знаеме какво е растението временско меѓу тие два настани, тогаш тој, завршувајќи ја решта за разурнувањето на јудејската столица и преминувајќи кон крајот на светот, додал, тогаш ќе биде. Со зборот тогаш, тој не ги смешал времењата, туку само го означил она време во кое што ќе дојде крајот на светот. Токму така се и туку употребени зборовите во тие денови. Евангелистот укажува со тие зборови не на деновите кои што непосредно следувале, туку на оние во кои што требало да се случи она за кое што сакал тој да зборува. Но зошто ќе кажеш Исус дошол да се крсти по 30 години? Затоа што по тоа крштение нему му престоело да го исполни законот. За да не каже некој дека тој затоа го отворила законот, затоа што не можел да го исполни, затоа тој со сета точност го исполнува во текот на таа возраст во која што човекот е склон или способен кон секако вид на грев. Че тука гледаме две објаснувања. Едното објаснување е во однос на самиот израз во тие денови или тогаш. И гледаме како за некоја навидум ситна работа има поопширни објаснувања. И гледаме како човек, ако расудува само по својот ум, може да извлече погрешен заклучок. Слушајќи од претходната глава дека завршува со зборовите, односно како се преселуваат Исус и семејството во Назарет, може да си помисли дека во тие денови се извршуваат и настаните кои што следуваат. Но кажува толкувачот дека тоа е израз кој што се користи, дека не значи дека се однесува на претходното кажано, него само на ова што сега се случува. А меѓу двата настани има 30 години измеѓу нив. И тука се надоврзува на нешто што понатаму ќе го видиме кога ќе стигнеме до таа глава на Евангелието, ако даја Господ, кога го прашуваат учениците за второто негово доаѓање. И тој, зборувајќи за два одделни настани, се надоврзува едното раскажување, го спојува со другото раскажување. Тоа кажа светот Јован Златоуст. Вели, кога тој зборувал за второто пришествие, прво го зборувал за разурнувањето на јудејската престолнина, а потоа преминал кон раскажување на крајните времења на крајот на светот. И кажал, тогаш ќе биде. Не мисли дека во исто време ќе биде, него во Светото писмо постои таква логика, која што некој пат не е иста како нашата логика. И кога и на вакви ситни работи треба да бидеме внимателни, да обрнуваме внимание, колку ли повеќе на некои побитни работи. И уште едно толкување тука кажа светот Јован Златоуст, дека Христос
го исполнил целиот закон. Значи, не е дека тој ќе каже, ете, Господ и нема потреба да го извршува целиот закон, него тој истовремено и совршен човек и го исполнува сето она што го пропишува законот, без при тоа да направи никаков греф. Свети Теофилак Охридски вели за овие стихови: не тогаш кога Господ бил младенец и живел во Назарет, туку евангелистот говори така општо за тоа време кој му претходило на сегашното, кога дошло Јован Крстител. Јован бил испратен од Бога да ги разобличи јудејците, приведувајќи ги кон сознание или спознание на своите гревови и на тој начин да ги подготви за примање на Христа. Затоа што ако некој не ги позна своите гревови, тој не доаѓа кон покаяние. И понатаму продолжува: јудејците биле горди и затоа претечата уште повеќе ги побудува кон покаяние. И уште едно кратко толкување од светот Јероним Стридонски, кој што вели: Јован Крстител прв проповеда за Царството Небесно и заради тоа свое првенство се почитува како претеча. Претеча на црковностојански значи оној кој што оди пред, кој што трчи или кој што временски е пред некој друг. Денес ако ќе кажеме Јован претеча, нас тој збор претеча ништо не ни значи, меѓутоа на црковностојански има сосема разбирливо значење. Јован Крстител, значи, продолжува евангелистот. Дошол во јудејската пустина говорејќи: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. По Царство Небесно тој го разбира првото и второто доаѓање Христово и добродетелниот живот, бидејќи ако ние кои странствуваме на земјата живееме како да сме на небо и како да сме туѓи на страстите, тогаш го имаме Царството Небесно. Значи, со многу кратки зборови кажува една многу длабока работа. Тоа е дека Царството Небесно е близу до оние луѓе кои што живеат длабоко христијански живот. Тоа понатаму го кажуваат и другите толкувачи, кои што велат. Следно толкувач е Свети Симеон Солунски, кој што вели за покајанието: потребно е да се каеме, како што проповедал и Крстителот, и Господ и неговите ученици, и на сите им е потребно да се каат, и на мирјаните, и на монасите, и на клириците, и на свештениците, и на архиереите, односно на владиците. Никој не треба да се отстранува од покајанието, затоа што сите сме сгрешиле и сите грешиме и сите треба да се каеме. Често нашиот Спасител велел и неговиот Крстител: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Односно, Небесниот Цар, бивајќи близу кон покајниците, затоа што Господ им е близок на сите што повикуваат во вистина, како што вели 144 псалм. А јас кој што громогласно повикувам и кон себе се обраќам да се покаеме по благодата на нашиот Спасител, за да се спасиме, бидејќи близу е Царството Божие. Ќе кажам со најбожествениот Павле: сега не е поблизу спасението. Значи, ова самиот Свети Симеон Солунски кажува, говори во прво лице, кажува и дека и на самиот него му е потребно покаяние, а и на сите други, сите ги повикува кон покаяние. И продолжува: а дека исповедта и покајанието им се неопходни и на свештениците, и на монасите, и на мирјаните, затоа и апостолот сведочи велејќи: исповедете и гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да се исцелите. И ги учи како на сите им се потребни исповед и покаяние заради тоа што паднале. Потоа уште неколку свети отци зборат за покајанието, бидејќи тоа е поприлично битна тема. И да кажем, во денешно време дури може да се каже на одреден начин и некоја табу тема, затоа што за покајанието воопшто како и да не се разговара, освен во кругот на црквата. Светот Тихон Задонски вели, му се поставува прашање: дали на сите луѓе им се проповеда за приближувањето на Царството Небесно? Во смисла, дали само на сите или само на некои што се, да кажеме, црковни? Одговорот вика недвосмислено на сите. Но во почетокот покајанието е како некој предворје за тоа што на сите им се нуди. Како што некој што сака да влезе во палатата на царот, треба прво да влезе во предворието, така и оној кој што сака да влезе во Царството Небесно,
прво треба да се покае, да го промени своето срце, својата мисла, да го скруши своето срце за сторените гревови и така со благодата Христова да влезе во на царство. Покајанието од самото име значи промена на срцето и на мислите. Се каеме за тоа што сме го направиле неубаво. На сите им се проповеда Царството Небесно кое се приближува, но на сите најпрвен им се предложува покаяние и им се вели: покајте се. Во Небесното Царство ништо скверно нема да влезе. Потребно е прво да се очистиме од скверноста, да ги обелиме лиштата своје во крвта на агнецот Божи, заклан за спасение на целиот свет, и така да влеземе во на царство. При земниот цар во палатата не се дозволува никој да влезе во партали, а колку ли повеќе во домот на царот небесен и свет. Не им се допушта влез, освен на оние кои што ги слекле своите алишта, односно гревовните скверности, и си измиени со крвта на Синот Божи, и на оние кои што се облечени во облека на неговата правда. Затоа на христијаните им се вели: облечете се во Господа нашот Исуса Христа и потребите на телото не ги претварате во похоти. На секој што сака да влезе во на царство му е потребно да го има тој белег на својата душа дека тој е Христов. Без тоа никој нема влез во на царство. Спасувај се. Значи, ние во денешно време влегуваме најчесто во црквата уште кога сме крстени во најмала возраст, кога детето не е ни свесно само за себе, ние ги крштеваме децата и најголем дел од нас се така крстени. Но и тие што се така крстени не е дека веднаш, како да кажам, влегуваат во Царството Небесно, туку и на нив им е потребно покаяние. Тешко некој да се зачува да израсне, да стигне до зрела возраст, а да нема некаков греф направен. И за тоа се вели дека на сите им е потребно покаяние, и во врска со покајанието има уште една-две работи што ќе ги прочитаме, меѓутоа ќе се каже и тоа понатаму. Покајанието не е едно дејство кое што се прави еднократно, туку е, да кажеме така, повеќе како начин на живење, како начин на размислување. Не е дека човек еднаш ќе се покаи и веќе нема потреба од покаяние. Следната поука од светот Јован Кронштадтски, кој што во својот дневник пишува: црковното покаяние треба да биде искрено и сосема слободно, а никако не изнудено со време, односно временски период, или обичај, или од лицето кое што исповеда. Инаку тоа не е покаяние. Овде се мисли најмногу кога луѓето знаат дека ете се приближува пост, и тоа е исправно, треба во текот на постот да се вложи во одреден напор за молитва, за исповед, за причест. Меѓутоа, кажува светот Јован, не треба тоа да се претвора во навика, не треба тоа да се претвора само во еден обичај надворешен, туку треба човек внатрешно со тоа да се соживее. И продолжува понатаму: покајте се е речено затоа што се приближи Царството Небесно, односно сами покајувајте се со срдечна скрушеност. Се приближи, односно самото дојде Царството Небесно. Не треба да го бараме далеку, тоа самото вас ве бара, вашето слободно расположение. Се крштева, исповедајќи ги своите гревови, односно самите ги признавале своите гревови. А бидејќи нашата молитва првенствено е покаяние и прошка на гревовите, затоа таа треба да биде безусловно искрена и сосема слободна, а не неволна и изнудена од обичај или од навика. Значи, многу пати некој човек знае дека нешто е погрешно или ете го фатиле во некој грев, и сега свештеникот може, сакајќи да помогне, да проба да го поттикне на покаяние, да му спомнува за гревот и така натаму. Меѓутоа, ако човекот нема она што го кажа Отецот тука, срдечна скрушеност, ако тој во своето срце не чувствува покаяние и преумување, не може да му се изнуди. И да сака свештеникот да го изнуди или било кој друг, не може, затоа што покајанието е еден сосема слободен чин. Слично како што спомнавме пред некој ден за љубовта, дека не се појавува на сила, дека не може да се изнуди, на сличен начин и ова. Да кажеме, љубовта кон Бога, што почнува со покајанието, не може да се изнуди. Туку човек сам треба да свати дека има некоја грешка за која што сака да се покае. Дури кога се работи за благодарење или славословие, продолжува свети Јован Кронштадтски, важи истото, затоа што благодарењето предпоставува
полнота на слободно живо чувство во душата на облагодатениот, кој слободно се излева преку устата. Од преполнетото срце говори устата, како што велат евангелистите. Славословието предполага изоблик или изблик на восхит во човекот, кој ги созерцува делата на бесконечната добрина и премудрост на семоќноста Божија во светот кој што е и природен и материјален, па затоа исто така природно треба да биде и совршено слободно и разумно дело тоа славословие. Воопшто молитвата треба да биде слободно и целосно сознателно излевање на душата човекова пред Бога. Дали се работи за покаяние, човек кога му е криво дека нешто сгрешил, или кога човек се чувствува радосен па го слави Бога, важи истото. Сето тоа се случува само во целосна слобода. Свети Симеонов богословели: преку покаянието се извршува измивање на скверност од претходните непотребни дела, а после таквото очистување се случува причестување на Светиот Дух, но не просто туку во силата на верата, во расположението, односно во решителноста да се стои и да не се паѓа повторно во грев, и смирението на оние кои што од сета душа се каат. И не само после пројавувањето на таквите расположенија, туку и откако ќе добие разрешување на гревовите од Духовниот Отец, и затоа е добро секојдневно да се кае, како што вели заповедта. Затоа што зборовите покајте се бидејќи се приближи Царството Небесно на нас возложуваат дејство кое не се ограничува од определено време, туку е секогаш. Значи повторно да не тоа ни стане некоја надворешна навика, ете сега знаеме дека тоа треба да се изврши, него човек постојано така да живее. Евангелието продолжува, бидејќи зборуваме за светиот Јован Крстител. И сега вели евангелистот: зашто за него говореше пророкот Исаија, кој вели: гласот на оној што вика во пустината, подгответе го патот на Господа и исправете ги неговите патеки. Првото толкување е од светот Бит многу почитуван. Тој вели: на сличен начин тој од почетокот повикуваше преку гласот на сите кои зборувале по вдахновение. Значи на сличен начин Господ преку други пророци повикувал, но сепак само Јован е наречен гласот, бидејќи словото кое другите го покажува како далечно, тој го објавува како блиско. Светот Бит многу почитуван, тоа гласот на оној кој што вели о пустината го толкува како гласот да му е прекар, како гласот да е прекар на свети Јован Крстител. И не е единствен светител кој што така кажува. И вели зошто е наречен глас? Затоа што вели другите што пророкуваа предходно, пророкуваа оддалеку, а светиот Јован Крстител близко, бидејќи тука е веднаш после него самиот Спасител. Следното толкување од свети Григори Двоеслов, кој што вели, значи тој слично како претходниот толкувач, глас го толкува како да е прекар на свети Јован Крстител. И вели: добро е познато дека единородниот син е наречен Слово на Отецот, како што вели евангелистот Јован, во почетокот беше Словото. А по нашиот говор нас не препознаваат. Се слуша гласот за зборовите да бидат разбрани. Се мисли дека нели по гласот нас не препознаваат. Затоа Јован претеча, Јован кој што е претеча на Господовото доаѓање е наречен гласот, затоа што преку неговото служење гласот на Отецот бива чуен од луѓето. Вика во пустината, бидејќи тој ја покажува на напуштената и осамена Јудеја предстојната утеха од незиниот искупител. Секој што проповеда вистинска вера и добри дела го подготвува патот на Господ до срцата на слушателите и ги прави неговите патеки прави, преку очистување на мислите со зборови од добра проповед. Мислам дека ова јасно, ако не е јасно, ќе ми кажете. Значи, кажува дека целото служење на свети Јован Крстител е да го подготвува патот на Господа, а патот на Господа, тука во преносна смисла во Евангелието е напишано дека се кажува исправете ги неговите патеки, а исправањето на патеките всушност значи очистување на мислите и зборовите и да кажеме на делото, очистување на исправање на својот живот. Но има и друг начин да се
толкуваат овие зборови, светот Јован Златост вели: замисли си како изгледало да видиш човек кој излегол од пустина под 30 години, син на еден од првосвештениците, оној кој никогаш немал потреба од човечки нешта, во однос на се бил достоен за уважување, а згора на тоа го имал за себе пророкот Исаија, бидејќи тој возгласувал за него велејќи: ете го оној за кого пророкував дека ќе дојде и ќе вика во пустината и за се ќе проповеда громогласно. Значи, тука само ќе направам пауза да кажам дека пророците пророкувале за доаѓањето на Спасителот. А имаме уникатен случај, единствен случај каде што пророците пророкуваат за доаѓањето на друг пророк, а тој е светот Јован Крстител. Значи, нема некој пророк да толкува за друг пророк, освен за светот Јован Крстител. И за тоа е тој толку велик. И сега, од нашата денешна перспектива, некој може би тоа не го сваќа. Може би на децата, да кажеме така, по-впечатливо, кога ќе дојдат во црква и ќе видат икона, некој човек со чудна облека, се држи некој пат на икони главата на тањер или на послужавник, или има ангелски крила, и со својот изглед на децата им остава може најголем печаток од сите икони. На сличен начин бил доживен светиот Јован Крстител кога се појавил. Значи сите во него гледале нешто посебно. Тоа и понатаму го кажувате другите толкувачи, па ќе продолжиме. Навистина пророците биле толку грижливи во овој случај, што долго предскажувале не само за својот владика, туку и за тоа кој ќе биде негов слуга, и предскажувале не само за неговото лице, туку го предскажувале и местото каде што тој ќе проповеда. Значи, пустина и начинот на проповед што он ќе го потреби за поука. И тоа, какви добри последици ќе произлезат од неговата проповед. Гледај како тие двајцата, и пророкот и крстителот, се согласни во една мисла, иако не ја изразуваат истите зборови. Исаија вели дека ваква ќе биде проповедта на Јован. Подгответе му пат на Господа, направете ги неговите патеки. Додека крстителот по своето доаѓање вели: принесете плод достоен за покаяние. А тоа го означува истото со зборовите: подгответе му пат на Господа. Гледаш ли дека изборовите изречени од пророкот и проповеда на самиот Јован означуваат дека тој дошол само за тоа да го приготви и предустрои патот кон Христа. Дошол не за самиот да даде дар, односно отпуштање на гревовите, туку да ги приготви душите на оние кои што требало да го примат Бога. За тоа дека не дошол сам да даде дар, ќе слушнеме подолу. И уште едно кратко толкување вели: сакаш ли и ти кон тебе да се приближи Царството Небесно? Подготви ги тие патеки во своето срце и во својот ум, во своите гради. Положи во себе пат на целомудрие, пат на вера, пат на светост. Создај пат на праведност, оддалечи ги сите соблазни од твоето срце, затоа што е напишано: соберете ги камењата од патот. И навистина, тогаш преку помислите на твоето срце и движењата на твојата душа, како по некои патеки влегува Царот Христос. Следното толкување вели: пат е наречено Евангелието, а патеки се уредбите од законот, од Стариот Завет, бидејќи тие се износени и ветви. Затоа крстителот вели: бидете готови за евангелски живот и заповедите од законот, правете ги исправни, прави, односно духовни, бидејќи зборот прав го значува духот. Кога ќе видиш дека јудејците телесно ги разбираат уредбите од законот, тогаш каже дека тие не ги исправаат патеките, односно не го сваќаат законот духовно. Ово кажа светот Теофилакт Охридски, гледаме како има уште еден начин на гледање на овој стих. Дека да се исправаат патеките, значи законот од Стариот Завет да се доживува на духовен начин. Евреите го примале, не може да се каже можеби сите, меѓутоа во главно го примале телесно, надворешно. И за нас поуката е сите уредби, да кажеме те црковни, да не ги примаме само надворешно како некоја форма, туку тоа што црквата го устроила, ние да се трудиме од срце да го живееме, како што претходно кажуваше светот Јован Кроштатски. И уште една поука од Свети Антони Велики, кој што кажува: на добродетел ти е потребна само нашата волја, затоа што добродетелта во нас и од нас се оформува.
таа се образува во душата во која действуваат разумните сили согласно со незината природа. А тоа го достигнува душата кога е таква каква што е створена. Таа е створена добра и совршено права. Затоа и Исус Навин, кога му заповедаше на народот, рече: исправете го вашето срце кон Господа Бог Израилев. И Јован Крстителот вели: исправете ги вашите патеки, затоа што за да биде душата права, значи дека нејзината разумна сила треба да биде во таква согласност со природата во каква што таа е создадена. Кога душата се отклонува и се прави несообразна со природата, тогаш тоа се нарекува порок на душата. Светот на Тони Велики кажува дека сите луѓе се створени добри и со исправни души. Меѓутоа, после, заради нивните слабости, се уваат извитоперувања и тој ги нарекува тие извитоперувања пороци на душата. Тие не се нешто што на човека му е вродено, туку човек нешто што го стекнал заради своја вина. Инаку секој човек е створен добар. И затоа вели светот Антони Велики, кога ние ги исправаме нашите патки, го исправаме нашиот живот, нашите мисли, тогаш ние се враќаме во таа состојба што е за нас природна. А она што не е природно за нас, за нашата душа, тоа го нарекува порок. Евангелистот продолжува: а Јован имаше облека од камелски влакна и кожен појас околу половината, а храната му се состоеше од скакулци и див мед. И сега има неколку толкувања. Во однос на тоа дека имал облек од камелски влакна, свети Теофилакт Охридски вели: претечата повикувал кон покаяние и со самиот свој изглед, бидејќи имал облека на плач. Вела дека камилата се наоѓа помеѓу чистите и нечистите животни. Ова сега зборуваме од уредбите на Стариот Завет. Како преживар, таа е чиста, а со тоа што има нераздвоени копита, таа е нечиста. Значи, во Стариот Завет евреите имале многу прецизни уредби кои животни се чисти, кои не се чисти, кои се јадат, кои не се јадат. И кажува толкувачот дека камилата се наоѓа измеѓу двата вида на животни, а тоа има символично значење, бидејќи Јован го приведувал кон Бога навидум чистиот јудејски народ, а истовремено и нечистиот незнабожечки народ, и бил посредник помеѓу Стариот и Новиот Завет, затоа носел облека од камелски влакна. Друг толкувач, Илари Пиктависки, вели: облеката искаена од камелски влакна ја означува одеждата на странствување и пророчката проповед на Јован, кога проповедајќи о Христа се облекува во кожи од нечисти животни, од кои ние со ништо не се разликуваме. И се што претходно во нас било бесполезно или ништожно, се осветува преку облеката на пророкот. Многу чести во Стариот Завет, во самата облека на пророкот имало некоја смисла, нешто визионно можело да се каже. Визионно и смисловно, да кажеме. И толкувачот тука го потврдува тоа. Вели дека тоа што пророкот се облекува во кожа од нечисти животни, кажува дека всушност тие нечисти кожи ги представуваат незнабожните народи, кои што од друга страна се осветуваат преку тоа што пророкот ги носи и на нив им проповеда. Во однос на тоа што се вели дека имал кожен појас околу половината, Свети Јероним Стриновски вели, односно тој се осврнува и на тоа со камелските влакна, кога вели: евангелистот кажува дека облеката му била од влакна, а не од волна, затоа што едното служи да се укаже на крајно скромна облека, а другото на раскош на разнежнет човек. А кожниот појас со кој бил препашен Илија означувал умртвување, тоа е опишано во книгата Царства. Значи, гледам и во Стариот Завет, значи пророкот Илија тоа што носел кожен појас, значило умртвување, да кажеме, на страстите. На ист начин и кај светиот Јован Крстител. Свети Теофилакт Охридски се надоврзува и вели: сите светители во Светото Писмо се представени препојасани, или како оние кои постојано пребиваат во труд, затоа што оние кои не работат и се разнежнети, тие не се препојасуваат, како например сарацените денес, или затоа што тие во себе, значи сарацените
не ни значи ништо, тоа не се однесува на днешно време, тоа не знаеме тие како се однесувале, но во Светото писмо вели, тие биле секојпат препојасени затоа што се спремни за труд, за напор и затоа што означуваат некој вид на напор и на воздржување, или вели Светиот Теофилакт Охридски затоа што во себе ги умртвиле страстите на плотските желби, затоа што кожата е дел од мртво животно. Значи, дури во самиот материјал има некоја смисла. Друг толкувач вели, сушност, тоа што претечата Христов имал облека од грубо камелско влакно, што друго означува, ако не тоа дека Христос, кој требало да дојде, бил облечен во човечко тело, кое станало дебело, односно безчувствително, заради грубоста на грешниците, а обвиеноста со влакна од најнечистото животно, односно од незнабожниот народ, дека тој ги земал неговите беззаконија. Значи, тука кажува, сликата на претечата ни упатува на тоа дека Христос дошол и го земал се вели тука дебелото, тоа значи безчувствително заради грубоста на грешниците тело. Значи Господ не е телесен. Кога зема некое тело, тоа веќе е една грубост, а кога зема такво тело кое што е дополнително огрубено заради грубоста на грешниците, тоа е уште повеќе за воскит. И за тоа се споредува со камелски влакна, со облекот камелски влакна. Меѓутоа тој ја носи таа облека за да ги освети тие народи, за да ги спаси тие народи, а не за да ги осуди. Што друго означува кожниот појас, ако не тоа дека нашата немојна плот, која до доаѓањето Христово владеела над нас и не носела кон пороци, а по неговото доаѓање била сврзана со добродетели. Предходно, заради невоздржание, таа се ширила и се дебелела, а сега, благодарејќи на воздржанието, таа се намалува до самата кожа. Значи, ова е, мислам дека сосема јасно, дека човек кој што живее во воздржание, кај него се истенчува таа дебелина и таа неосетност, станува почувствителен за, да кажеме, движењата на душата и поприемчив за Божјата благодат. А во однос на тоа дека се вели храната негова се состоеше од скакалци од див мед, најпрвен Теофилакт Охридски вели, некој велат дека акриди, зборот употребен во грчкиот превод на Евангелието, односно во грчкиот, да кажеме така, изворник, немаме друг, се треви кои се наречени и мелагра, а други пак по тоа разбираат ореви или диви јагоди. Дивиот мед нема забуна, тоа е мед кој се подготвува од диви пчели и се наоѓа во дрва или помеѓу камења. Значи, самиот Свети Теофилакт кажува дека во однос на тоа дали храната била во буквално скакалци или нешто друго се означува дека има различни мислења. Ние ќе го видиме од следните толкувања. Некои толкувачи сметаат дека се работи за некакви растенија, а некои сметаат дека се работи буквално за скакалци. И, например, еден кој што го кажува тоа дека се работи за скакалци, ни ги толкува не на некој буквален, туку на преносен начин. Вели, скакалците правилно ја отсликуваат храната на покаяние и поправање на грешниците, за да можат, оттргнувајќи се од местото на гревот во место на покаяние, да долетаат до небото на крилјата на простувањето. Тоа го имал предвид пророкот кога велел: јас исчезнувам како сенка која заоѓа, ме гонат како скакулец. Колената му изнемоште од пост и телото мое се лиши од топлина. Вие чувстве на кој начин тој слично на скакулец се устремил од гревот кон покајанието и ги превиткал колената за да го понесе на себе товарот на тоа покаяние. Се додава исто така и мед, за да се смекне горчината на покајанието со сладоста на милосрдието. Овде, например, може да кажеме што значи сладоста на милосрдието. Ќе дадеме еден пример кога е Велики пост, Великденскиот пост, кој што е најстрог пост од сите и најдолг, најголем напор правиме, дека постот го поврзуваме со милосрдие. Значи, не е само сладоста во однос на сладката храна, туку сладост на душата од благиот плод на таквата добродетел на давање милосрдие. Затоа што во текот на Великиот пост, меѓу другото, и во самите богослужбени книги пишува
дека со тоа што јадеме поскромна храна, заштедуваме пари и тие пари ги служат, ги употребуваме да дадеме милостина. Значи, тоа го кажува со многу кратки зборови овој толкувач. И уште еден светител, Хроматија Аквилејски, вели за овој дел. Значи, од почетокот буквално бил покажан небесниот живот и славното смирение на Јован. Оној кој што го презрел самиот свет, тој не барал скапоценост на светската облека. Оној што ги презрел насладите од светот, не му била потребна обилна храна. Каква потреба има од скапоцена светска храна, оној кој што е облечен во праведност? Или од каква земна храна можел да посака оној кој се хранел со божествени зборови и чија вистинска храна бил законот Христов? Оној кој себе се му се посветил на небесниот Бог, презирајќи го светското, таков требал да биде претечата Господов, пророкот и апостол Христов. Значи, овде самата суштина на претходно кажаното. Значи, неговиот изглед ја осликувал неговиот начин на живот и неговото смирение како спротивност од гордост. Не само како некој надворешен мир, туку спротивно од гордост. Скромно мислење или ниско мислење сам за себе си. Значи, кажува, го презрел целиот свет и не му била потребна скапоценост на светската облека, не се интересирал за тоа, ама бил облечен во праведност. И не му била потребна никаква обилна храна, затоа што негова храна бил законот Христов. Тоа се однесува на внатрешната состојба на човек. И продолжува Евангелието, тогаш од Ерусалим и од цела Јудеја и од целиот Јордански крај доаѓаа кај него, кај Јован Крстител, и се крштаваа од него во реката Јордан, исповедајќи ги своите гревови. И толкувачот вели, иако се крштавале, Јовановото крштение немало отпуштање на гревовите. А Јован проповедал само покаяние и водел кон отпуштање на гревовите, односно кон Христовото крштение, од кога отпуштањето на гревовите. Уште еден толкувач вели, Јован ги поттикнувал оние кои доаѓале кај него со покаяние да се ги искупуваат гревовите што ги направиле, отклонувајќи се од прописите на Божествениот закон и со достојно покаяние да заслужат прошка од Бога. Значи, ова не е јасно само по себе, дека Јовановото крштение не носело прошка на гревовите. Ако некој се размисли, ќе му стане јасно, затоа што никаде не вели Јован дека им ги проштева гревовите. Затоа што сите знаеле дека само Господ може да проштева гревови. Меѓутоа, Јовановото покаяние ги носело кон Христа кој што доаѓа после него. Тоа уште неколку пати е објаснето тука и не ќе продолжиме со читање. Евангелието вели, а тој, Јован, штом виде дека кај него доаѓаат мнозина фарисеи и садукеи да се крстат, им рече, змиски рожби, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Фарисеи во превод значи издвоен, бидејќи по својот живот и по своето знаење тие се издвојувале од другите. А садукеите не верувале ниту во воскресение, ниту во ангели, ниту во дух. Садукеи во превод значи праведен, бидејќи седек е праведност. Тие самите себе си се нарекувале праведни или пак се нарекувале така по нивниот ересоначалник Садок. Фарисеите и садукеите доаѓале да се крстат не со исправна намера како останатите. Затоа претечата ги укорува. Меѓутоа претечата строго им се обраќа, знаејќи нивната тврдоглавост, но сепак ги пофалува, велејќи, кој ви кажа? Тој се восхитува, бидејќи затоа што тој зол род се покајал. Поради змиини ги нарекува и затоа што змиите ја прегризуваат постелката и на тој начин се раѓаат. Така и евреите ги убивале своите татковци, односно учителите и пророците. А во однос на зборовите од гневот што иде, говори за геенат, односно за адските маки. Значи, тука кажува, кој ќе каже змиски рожби, кажува нешто што денеска барем на мене не ми беше очигледно, а тоа е дека барем такво било сваќањето тогаш, дека тој начин на змии, значи тој вид на змии, затоа што не се работи во изворникот, не пишува само змии, него пишува посебна змија отровница, се сметало дека тој
тип на змии доаѓаат, речеме, на свет така што ја пригризуваат утробата на мајката. Тоа може би буквално и да не е така, меѓутоа такво било сваќањето и преносното значење на тези зборови е буквално тоа и затоа сите го разбирале. Нам денеска тоа преносно значење не ни е познато и затоа мора вака да го дообјаснуваме. И Јован Крстител им вели: принесете плод достоен за покаяние. Ќе се задржиме на ова. Свети Теофилак Охридски вели: гледаш што вели, дека не треба само да се избегнува злото, туку треба и да се принесуваат плодови на добродетел, бидејќи е кажано: клони се од злото и прави добро. Сега следно толкувач продолжува со тоа. Зборовите на учителот, добро, ќе го штом почнав ќе го довршам да нема забуна. Зборовите на учителите треба да бидат приспособени за приемчивост на слушателите, така што да бидат за секој сватливи, меѓутоа да не се оддалечат од тврдината на општото поучување. Затоа и самиот Господ и самиот Јован Крстител знае како да им се обрати на луѓето што доаѓаат кај него. Значи на овие што се тврдоглави и горди, им зборува со такви сурови и тврди зборови за да ги доведе до скрушеност. И понатаму Свети Григорий Двојслав продолжува: забележете, тој не вели само плодови на покаяние, туку плодови достојни за покаяние. Затоа што оној кој никогаш не паднал во незаконите нешта, тој има право да користи се што е законито. Но оној што паднал во грев, треба да се откаже дури од законитите нешта. Во онаа мера во која што е свесен дека ги користел во онаа мера во која што е свесен дека ги користел незаконитите нешта. Потоа на таквиот човек му е оставено според неговата совест да бара поголеми добивки од добри дела преку покаяние, колку што е поголема загубата што тој самиот се е нанел преку гревот. Овој понатаму е објаснето. Значи, светите отци толкуваат, оној кој што исправен живот живел, кој што нема некои големи гревови, тоа е доволно да го почитува законот. Меѓутоа, некој кој што имал некои големи гревови, не треба да се ограничи на тоа што законот го пропишува, туку треба да направи и нешто повеќе, да се откаже од нешто повеќе што бара законот. И тоа понатаму го објаснува Свети Јован Златоуст. Тој вели: покаяние го нарекувам не тоа да се отстапи од поранешните лоши дела, туку и тоа да се покажат поголеми добри дела, значи не исти, него поголеми. Направете, речено е, плодови достојни на покаяние. Како да ги направиме? Постапувајќи спротивно. Например, порано си ограбал туѓото, од сега давај го и своето. Долго време си љубодействувал, од сега воздржувај се и од својата жена во одредени денови. Навикни се на воздржание. Си ги навредувал сите што си ги сретнувал, од сега благословувај ги оние што те навредуваат и прави им добро на оние што те тепаат. За наше исцеление не е доволно само да извадиме стрелата, туку да ставиме и лек во раната. Предходно си се предавал на сластолюбие и пијанство, сега пости и пи вода, труди се да го истребиш злото кое произлегло од предходниот живот. Предходно со сладострастни очи си гледал на туѓата убавина, сега за поголема сигурност воопшто не погледнувај во жена. Тргни се од злото, речено е, и прави добро. И уште, задржи го својот јазик од зло и устните твои да не говорат лага. Значи, Светот Јован Крстител вели, уште повеќе треба да вратиме него тоа што сме сгрешили. И гледате како Свети Јован Златоуст од крајот на 4 век и почетокот на 5 пишува некои работи кои што ние денеска гледаме дека се сосема актуелни и за денешно време. И се надоврзува уште едно толкување од Свети Максим Исповедник, кој што вели: лицемерот не се вознемирува, се додека мисли дека неговото лицемерие не е откриено. Тој се стреми кон слава, се труди да покаже својата праведност. Кога ќе го разобличат, тој изрекува смртоносни зборови, сметајќи дека навредувајќи ги другите, ја сокрива својата бесрамност. Светото писмо таквиот човек го споредува, според силата на своето лукавство,
со породи змиини, препорачувајќи му да направи плодови достојни за покаяние, односно да ја покаже својата скриена душевна состојба. Повторно, светите отци не повикуваат кон покаяние, кажуваат дека оние кои што навиду може би изгледаат праведни, а не се праведни, дека за нив е подобро да не ја кријат својата внатрешна состојба, него да ја исповедаат и на тој начин да принесат плодови достојни на покаяние и на тој начин да се излечат. И продолжува евангелистот, пренесувајќи ги зборовите на свети Јован Крстител. И немојте да си говорите во себе, наш татко е Авраам, зашто ви велам дека Бог може и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Свети Теофилакт Охридски вели, ним им служило за погибел тоа што се надевале на своето благородно потекло, бидејќи не го одржувале тоа што го правеле нивните благородни предходници. И во однос на тоа дека Бог може од овие камења да му подигне чеда на Авраам, толкувачот вели, под камења се подразбираат незнабожците, од кои што многумина поверувале. Значи, од незнабожците може Господ да му направи чеда на Авраам, односно наследници на Царството небесно. Освен тоа, Јован зборува дека едноставно Бог може и од камења да му направи чеда на Авраама, од една страна, бидејќи самиот човек е створен од прав, укажува на тоа дека Бог има моќ да го створи човекот и ако сака од прашина ќе створи човек. А од друга страна, вели, бидејќи иако утробата на Сара заради неплодноста била како камен, сепак таа родила. Кога ќе подине Господ чеда на Авраам од камен? Во она време кога го распнале Господа, многумина гледајќи како камења пукаат, поверувале. Значи, толковачот оди малце понатаму, вели кога го распна Господа, се кажува, се отворија гробови, камења испукаа и многумина кога виделе дека камењата пукаат, таа гледка ги довела до тоа да се покајат и да се обрнат кон Бога. Следниот стих од Евангелието вели: секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво кое не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Толкувањето вели: секира претечата го нарекува судот Христов, а дрво секого од нас. Значи, оној кој не верува заради своето неверување се исекува од корен и се фрла во геената. Секое дрво, дури да произлегува од Авраам, кој не принесува добар плод. Не вели кој не дало, туку кој не дава. Затоа што е потребно постојано да се принесуваат плодови на добродетел. Доколку ти вчера си покажал милост, а денес ограбуваш, значи ти не си му угоден на Бога. Таквото дрво го сосекуваат и го фрлаат во оган, односно во огнената геена. Тука ни кажува на нешто што нам не е многу познато. Тоа е дека, можеби не самите, можеби некој друг во наша околина, може во известен период од својот живот да биде добар и да прави добри дела и да добие и награди и уважувања. Меѓутоа, ако потоа не продолжи да прави добри дела, туку прави лоши, не може да се смета дека наградата му е затоа што правил или уважувањето или почеста му е за лошите дела, таа му е за добрите дела. И ние самите, ако се гледаме дека некој пат сме направили некој добро дело, да не се подпираме само на тоа, туку да се трудиме тоа да го повторуваме и повторно да правиме добри дела, затоа што не е добро да се остане само на нешто што еднаш е направено и останато во минатото. Друг толкувач, свети Кирил Александриски вели: секира го нарекува Христа, кој е поостар од меч со две сечила. Значи, гледате, на два различни начини се толкува во преносна смисла кажаното. Претходниот толкувач вели секира е наречен судот Христов, а друг толкувач вели секира може да се нарече самиот Христос, кој му престои да ги отсече неверните јудејци, да ги направи туѓи на честа и заедницата со патриарсите. Овие последните ги нарекол корен, значи патриарсите ги нарекува корен, какви што биле отците кои на Бога му угодиле уште од древноста, Авраам со роднините и оние светија кои живееле пред нив. Затоа што неверните биле отсечени од нив како бесплодни гранки, а коренот останал и кон нив биле прилепени незнабожците.
Свети Иринеј Лионски секира го нарекува Словото Божо. Според кажањето од пророкот Јеремија, зборот Господов е како чекан која разбива скалата. Значи, гледаме дека на неколку начини може да се толкува некој дел од Евангелието и дека во старо време, во времето на Стариот Завет, биле буквално отсекувани оние луѓе кои што не живееле исправно од верата. И затоа целиот народ бил свет. Тие што не живееле свет живот биле просто отсекувани. Не е како денеска кај што сите сме, да кажеме, на едно купче, кој живее вака, кој живее вака, кој живее онака. Меѓутоа и за тоа понатаму се зборува. Во однос на тоа дека треба да се принесат плодови. Свети Јован Кронштадтски вели: во Палестина дрвата во најголема мера се плодоносни, односно овошни. Како што Господ ги израснал дрвата за да принесуваат плодови, така и луѓето ги создал и ги израснал за да принесуваат плодови на добродетел. Дрвата имаат вродена од Бога сила и способност да принесуваат плодови, инаку Бог не би ни барал од нив плодови. Слично и луѓето имаат способност да прават добри дела, инаку Бог не би ги обврзувал со добродетели. Дрвата кои принесуваат плод ја достигнуваат целта на своето постоење, а оние кои не принесуваат се отклонуваат од целта и затоа се прават и за другите негодни и за себе слаби и безживотни. Исто така е и со луѓето. Правејќи добри дела, тие достигнуваат целта на своето постоење, а оние кои не прават такви дела или прават само лоши дела, тие и за Бога се негодна плевел, а за себе самите се слаби и безживотни по душа, па дури и по тело. Па затоа што за ништо не се годни, те се стават во земја или во оган. Уште едно толкување Свети Григорий Двоеслов. Секирата го означува искупителот, кој на начин како што секирата е составена од дршки и од сечиво, така и тој е составен од божествена и човечка природа. Е задржуван, да кажеме така, ограничен со својата човечка природа и сече преку неговата божествена природа. Задржуван и ограничен се мисли дека оној кој што е Бог, кој што се исполнува одеднаш како да се ограничува во едно тело. Забележете, секирата е поставена при коренот, а не при гранките. Зашто кога ќе се отстранат децата на беззаконието, се отсекуваат само гранките на неплодното дрво. Но кога целото потомство заедно со својот родител се отстранува, неродното дрво се отсекува од корен, за да не остане ништо од што злото би можело одново да изникне. Затоа секој дрво кој не раѓа добар плод ќе биде исечено и фрлено во оган. Затоа оној кој овде занемарува да раѓа плодови на добри дела, ќе го најде за себе си приготвен пеколниот оган. Значи, двајцата толкувачи ни кажуваат едно те исто, дека како овошни дрва и луѓето се обврзани заради тоа што Господ им дал таков дар да принесуваат добри плодови. Оние кои што не принесуваат секако овошни дрва кои што не даваат плод, кои што никому не се потребни и заради тоа се сечат од корен и се фрлат во оган. Светот Јован Крстител вели: јас ве крштевам со води за покаяние, но оној што доаѓа по мене е поселен од мене, јас не сум достен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со свет дух и со оган. Толкувачот Свети Теофилак Охридски вели: претечата им рекол: принесете плод. Значи тој покажува каков плод, односно верата на оној што оди, верата во оној што доаѓа по него, а тој е Христос. Тој бил по него не само по раѓањето, бидејќи се родил 6 месеци подосна, туку и по појавувањето пред народот, бидејќи прво се појавил претечата, а потоа Христос, за кого Јован вели, сведочи. Значи Јован кога кажува по мене доаѓа, оној што доаѓа по мене е поселен од мене. Јас не сум достен да му ги понесам обувките. Вели, јас не сум достен да бидам негов последен слуга, за да ги понесам неговите обувки. Под обувки разбери ги неговите две доаѓања. Едното или две слегувања. Едното од небото на земјата, а другото од земјата во адот, бидејќи обувките се кожа на телото и умртвување. Тие две слегувања претечата не можел да ги понесе и не бил во состојба да разбере како тие може да се извршат. Во однос на тоа,
дека се вели тој ќе ве крсти со свет дух и со оган. Тоа значи он ќе ве очисти, затоа што не е ова новото, туку Христовото крштение можело да го изврши тоа. Христос има власт да отпушта гревови. Пак се навраќаме на она што претходно го зборувавме, го кажа свети Атанаси Велики. Значи самиот Јован Крстител доведува до покаяние, а отпуштањето на гревовите го прави самиот Господ. Дури толковачите велат дека некои работи од спасително домострон и самиот свети Јован Крстител не можел да ги разбере. Блажениот Крстител кон зборовите Светиот Дух го додели зборот оган и неговото действие, не велејќи дека ние задолжително ќе бидеме буквално крстени од Христа со оган, туку означувајќи го на преносен начин живототворното дејство на Духот. Значи на преносен начин со оган го означува дејството на Светиот Дух. И тоа понатаму, другиот толковач вели, тоа понатаму значи дека овој вид на крштевање вика ќе ве исполни со даровите на Светиот Дух. Бидејќи крштевањето на претечата не дава благодат на Духот, ниту отпуштање на гревовите. А второто крштение обилно ви дава и отпуштање на гревовите и дарови на Духот. Свети Григори Двојслов вели: Јован не крштева со свет дух, туку со вода, бидејќи нема власт да простува гревови. Тој ги измилува човечкото тело со вода, но не истовремено и душата со простување на гревови. И сега некој ќе праша, зошто тој воопшто крштевал, штом не можел да простува гревови? Одговорот е, за да ја задржи во се улогата на предвестник, на претеча. Како што неговото раѓање му претходило на раѓањето на Христа, така и неговото крштение, тоа што тој крштевал, му претходило на крштевањето Господово. Тоа што понатаму Господ крштевал, односно неговите ученици. Следниот стих од Евангелието вели: лопатата е во неговите раце и тој ќе го очисти своето гумно и ќе си го прибере житото во амбарот, а плевата ќе изгори во неизгаслив оган. Теофилак Охридски вели: не мислете дека кога ќе се крстите од него, а потоа ќе грешите, дека тој ќе ви прости. Тој ја има лопатата, односно расудувањето и судот. А дека ќе го очисти своето гумно, тоа се однесува на црквата, во која има многумина крстени, слично како што на гумно од поле се собира се, но еден дел од собраното се покажува дека е плевел. Такви се лекомислените, придвижувани од духови на злобата, а друг дел од собраното е пченица, тие се оние кои што на другите им носат полза и ги хранат со учење и со дела. Друг толковач вели Свети Фотий Цариградски во однос на ова: лопатата е во неговите раце е речено наместо, тоа е брз на укорителна казна за лошите дела, како и за награда на добрите дела, затоа што силата и власта која ги разделува и одделува под оние кои што се подложни на казна од оние кои што се достојни за благодества е во неговите раце. Затоа зрното со кое тука е наречен чинот на праведниците, тој го собира во горните населби, во амбарот, каде што ниту молец, ниту рѓа го јаде и каде што краците не го подкопуваат и крадат. Оно што гревовите го влечат кон непокајано додавање на зла, тој нив ги праќа во неизгаслив оган и над нив извршува казна без крај. И лопатата во неговите раце правилно укажува на брзината и подготвеноста, бидејќи он ги одделува лошите од добрите не преку долго проучување и истражување на помислите, туку веднаш и незабавно го отсекува делот на спасени од казнетите. Штом он посакал, веднаш има разделување, се извршува суд и со него се извршува казнена отплата, бидејќи пред Бога се е во еден миг. Затоа што казненото дејство и наградата исто така се помошник и слуга на Божите пресуди, како што се и од висините давањето награда преку кое нам ни се дава по-доброто. Исто така, зрно, свештеното писмо, ги нарекува и оние кои го зачувале првичното благородство од времето на плодоносење и честотата на од Бога фрлената во природа
фрленото спасително семе. Значи, повторно со малку комплициран израз, се кажува едно исто, дека луѓето се од Бога створени добри и дека се што не е добро во човекот е извитоперување, не е од Бога, не е како што Бог го створил човекот да биде. А слама и храна за огнот се оние како што велим, нараснатиот дел на плевел ги задушил духовните посеви и ги направил бесплодни. Исчекуваната зрелост на плодовите ги фрлила во непотребно ѓубре. Значи, кај оние што се задушени духовните посеви и те не носат духовни плодови, кога ќе дојде оно што очекува плод, ќе најде дека се тие непотребни и празни и завршуваат во ѓубре. На ова исто се надоврза Свети Антони Велики, кој што одговара на прашање. Прашањето е: што ни кажува Господ кога вели лопатата е во неговите раце, тој ќе го исчисти своето гумно, пченицата ќе собере во амбар, а плевелот ќе го изгори со неизгаслив оган? Одговор: сметам дека лопатата е правиот суд Божи, кој на секого, судејќи по она што од законот Божи тој го направил во животот, му доделува соодветно место. Под гумно ја подразбирам од секаде собраната Вселенска црква и воскресението на сите од мртвите. На гумното му власаните и мокри зрна, развеани од разните ветрови на гревот, се покажуваат празни и бесплодни. И Божиот суд како лопата ги става во оган за вечно горење. А правилната пшеница, која станала храна за ближниот, изобилајќи со добро жито, Бог ја собира на соодветен начин во амбар, кој единствено може да се нарече спасение. Тоа е навистина нашиот дом, мисли на небесата. Животот, овој живот на земјата не е дом, туку попрво е некоја колиба или да кажеме стреа, настрешница, која дава сенка, а која лесно се руши. Значи, ни кажа Свети Антони Велики дека нашето корисно живалиште не е тука на земјата, туку на небесата, дека тука само имаме некое склониште, некоја настрешница, да кажеме така. И гледаме како отците преку прикази од она што на луѓето им било познато од секојдневниот живот, им ги објаснува работите од верата. Така и веќе зборувавме за тоа дека и самиот Бог, Света Троица, го кажуваме Отец, Син и Свет Дух, не дека тие на буквален начин се Отец и Син, туку преку она што нам не е познато да ни го објасни тоа што за нас е несфатливо. На сличен начин, кога зборува за страшниот суд, Господ кажува, или во Светото писмо се кажува, тоа е како едно гумно на кое се става пшеницата и се одвојува. Таа расте заедно, значи не е како во Стариот Завет, каде што праведниците растеле или живееле во една заедница само на праведници, сите други биле отсечени. Туку во овој случај растат заедно и праведниците и неправедниците и на страшниот суд Господ ги одвојува едните од другите. А гледате претходното толкова вели, тоа што се вели дека има лопата во своите раци, кажува решителноста, одлучноста и брзината на извршување на судот, затоа што Господ нема потреба да испитува, ти го направи се ова, го направи она, тука гледа моменталната состојба на човекот. И неговата одлука е во еден миг. Нема потреба да се испитува или нешто се проучува. И уште само еден мал дел, како што завршува оваа глава. И овој дел нема да се толку длабоко да се осврнуваме на овој дел, не затоа што не е битен, туку затоа што е повеќе познат. Тогаш Исус дојде од Галилеја на Јордан кај Јован за да биде крстен од него. Толкувачот вели Јероним Стридонски: 3 причини има зашто Спасителот примил крштение од Јован. Значи, зашто воопшто дошол да се крсти. Прво, за тој кој што се родил како човек, да исполни секоја правда и да покаже смирение пред законот. Второ, за со своето крштение да го утврди значењето на Јовановото крштение. И трето, да ги освети водите на Јордан, покажувајќи ги преку слегувањето на гулавот, покажувајќи го присуството на Светиот Дух за време на крштевањето на верните.
Значи Господ немал потреба да се очистува и да се исповеда од гревови, бидејќи немал гревови, но тој го исполнува целиот закон и прави сето она што е со законот пропишано и му дава, да кажеме така, легитимитет, валидност на Јовановото крштење, велејќи дека тоа потоа доведува и до Христовото крштење, кое што нели ги проштива гревовите. Господ доаѓа да се крсти. Значи Господ доаѓа да се крсти заедно со слугите, судијата со престапниците. Но не се смутувате, не се збунувате, зашто во овие понижувања неговото возвишување најсилно сјае, затоа што оној кој благоволил толку долго да биде носен во утробата на девица и оттаму да дојде во нашата природа и да биде удиран со прачки и да биде распнат и да ги претрпи сите останати маки што ги претрпе, зошто се чудите што тој благоволи да биде крстен и да дојде со останатите кај својот слуга? Чудно е само едно нешто, што тој како Бог воопшто сакаше да стане човек, а се останато потоа се одвива логично. Од оваа причина да додадам, Јован, однапред кажувајќи се што претходно рече, потврдува дека самиот не е достоен да го одврзе ременот од неговата обувка и сето останато, како например дека тој е судијата кој го наградува секој според неговите заслуги, дека тој ќе го дарува својот дух изобилно на сите, за да кога ќе го видите како доаѓа на крштение, да не се посомневате во нешто понижувачко. Затоа Јован го спречува дури кога доаѓа. Значи, да не луѓето што го гледале тоа помислат, доаѓа и овој има потреба од крштение, затоа Јован го одвраќа воопшто да се кршти и затоа настануваат и другите чудесни работи, кои што сега ќе ги спомнеме. Јован го одвраќаше, велејќи јас треба да бидам крстен од тебе, а ти кај мене ли доаѓаш? Толкувачот вели, чистиот се крштева, Господ се крштева за нас да не измие, не тој само да се измие, него претходно беше кажано на кратко, па може и некому промакна од внимание. Значи, додека другите луѓе се надева водата да ги очисти, кога доаѓа Христос, самиот Христос ја очистува водата и на тој начин и ја очистува водата и на себе ги зема и гревовите на светот. Значи, други толкова го кажува истото. Чистиот се крштева за нас да не измие. Значи, таа вода каде што сите ги измивале своите гревови, Христос ја очистува и на тој начин преку таа вода и нас сите не очистува. И да ни покаже дека ако сакаме да се крстиме, прво треба да се очистиме, за да не го оскверниме крштението, да не го оскверниме лесно крштението, подосна паѓајќи во грев, заради нашата лоша навика. А Јован го одвраќаше за тие што гледале да не помислат дека и тој, како еден од многуте други, се крштева заради покаяние. Претечата имал потреба самиот да добие очистување од Господа, бидејќи тој самиот, затоа што произлегол од Адам, бил заразен со скверната непослушност Адамова, а воплотениот Христос ги очистил сите. Значи, дури човек како светиот Јован Крстител, кој што самиот немал грев, го носел на своето тело, ги носел последиците од гревот Адамов, затоа и тој имал потреба од очистување. А Исус одговарајќи му рече: остави го сега тоа, зашто ние треба да исполниме секоја правда. Тогаш му допушти. Сега, вели Христос, отстапи. Ќе дојде време кога ние ќе имаме достојната слава која ни прилега, иако сега не ја гледаме. Значи му вели, остае тоа што може не е прилично, но сега треба да го исполниме ова за кое што Христос дошол. Под правда, вика, ние треба да исполниме секоја правда. Под правда се подразбира законот. Природата на човекот, вели, е проклета, затоа што не можела да го исполни законот. Затоа јас ги исполнив останатите пропишани нешто од законот. Ми останува да се крстам. Исполнувајќи го тоа, јас се ослободувам природата од клетвата. Затоа тоа ми приличи. Значи, од клетвата на непослушанието на Адам, Христос го ослободува целото човештво. Преку тоа што го извршува целиот закон, па дури и се крштева од Јован. И се крсти Исус. Господ се крстил имајќи 30 години, бидејќи на таа возраст човекот ги прима во себе сите гревови. Најпрвин во детската возраст постои неразумност. Второ, во младоста има силен пламен на похот и на гнев, а во добата на зрелост желба за стекнување. И така Господ ја чекал таа возраст
за преку сите возрастни доба го исполни законот и да не освети. Значи Господ и во сите доба од човечкиот живот ги останал без грев, не се зараза, да кажем, од заразата на слабостите на гревот човечки, туку со тоа што бил безгрешен, сите ги осветува. Он тука постапил исто како што подосна со Петар. Значи Христос со Јован Крстител постапил како што подосна со Петар, бидејќи и Петар не му дозволувал Исус да му ги измие нозете, но кога Исус му рекол: "Она што јас сега го правам, ти не го знаеш, но подосна ќе го разбереш, и ако не ти измием, нема да имаш дел со мене", тогаш Петар веднаш ја оставил упорноста и покажал послушание. На сличен начин и Јован, кога чул: "Остави го тоа сега, нам ни престои да исполниме секоја правда", веднаш се подчинил. Обајцата, и Петар и Јован, не биле упорни, туку укажувале и љубов и послушание, и во се труделе да му се покоруваат на Господа. И ова е многу интересно, затоа што има многу луѓе има некои луѓе, да кажеме, заради својот карактер, кои што не застануваат со својата тврдоглавост. Дури кога ќе им се каже, ете како Господ сега што кажува: "Ако не те измијам, нема да имаш дел со мене", или "Остави го тоа сега", има луѓе кои што понатаму настојуваат на своето. Тој тип на преголема ревност не е од Бога и не е за пофалба. Значи, ревноста си има своје место, таа упорност, таа, да кажеме, инетливост си има своје место во духовниот живот, но за се има една граница. И тука гледаме таа граница. Гледај како Исус го убедува Јован со самото тоа што му представувало потешкотија. Не рекол дека на праведноста тој е потребно, не дал некој објаснување, туку велел само така треба. Тогаш кога Јован сметал дека за него е сосема неприлично да прими крштениот слуга, Исус напротив му кажува дека тоа е сосема прилично, како да вели: "Зарем ти не се тргаш и одрекуваш од тоа, затоа што го сметаш за неприлично, но тоа е сосема прилично и затоа ти сега остави го." Со тоа што му кажал "сега остави го", му кажам тоа дека нема секој пат да биде вака. Тоа е во моментот, но нема секогаш да биде така. Напротив, ти ќе ме видиш и во онаа состојба во која што сакаш да ме гледаш, а тоа очекува го понатаму. Христос потоа покажува зошто е тоа прилично да се направи. Затоа што ние треба да го исполниме сиот закон. Тоа е означено со зборовите сета правда, секоја правда. Бидејќи правдата е исполнување на заповедите, како што ние се вели ги исполнивме сите други заповеди, останува само уште едно, и тоа треба да го додадеме. И јас дојдов да ја одврзам клетвата која лежи на вас заради престапувањето на законот, и затоа првен самиот треба да го исполнам сиот закон и вас да ве ослободам од осуда, и на тој начин да го прекинам делувањето на законот, делувањето во смисла клетвата. Значи, мене ми прилега да го исполнам сиот закон, затоа што јас треба да го одврзам проклетството, напишано против вас во законот. А заради тоа јас примив тело и дојдов во светот. Ова е Свети Јован Златус. Гледате, Свети Јован Златус на обширен начин се неговите писанија, значи тој објаснува надолго и на широко, и заради тоа може многу полесен да се следи, а другите толкувачи знаат да бидат многу пократки. И ово истото да го кажат со неколку зборови, и затоа човек што ги чита тие толкувања треба да обрати внимание на секое зборче, затоа што во некој најмало зборче може да се крие суштина за кој што некој друг толкуваш ќе пишува и цели пасоси. И останува уште два стиха од оваа глава на Евангелието, кој што вели: "Штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Божиот дух како слегува, како гулаб и доаѓа врз него." Толкувачот вели, се осврнува на манихејците, на тие еретици кои што тоаш постоеле, сега да речеме дека не постојат. Манихејците велат дека тој своето тело го оставил во Јордан и привидно примил друго тело. Но тие се побиени од она што е кажано во Евангелието. Исус излезе, не излегол друг, туку оне кој што слегол во водата. Значи имало разни еретички учења кои што велеле не е можно Господ да страда. И велеле тој страдал привидно или не се видело дека не е распнат на крстот, дека не страда, или пак тој се родил како Господ, ама некој пат се повлекол и на негово место дошол некој друг човек.
затоа што им било несватливо како Бог може да истрпи страдање. И кажува, и тие еретици поведувале по себе многу луѓе. Затоа кажува толкувачот, еретиците се тука побиени бидејќи е самото Евангелие вели Исус излезе, не некој друг од водата. Сега друго толкување. Тие кои живееле до Христа, пред Христа, биле задржани, кога доаѓале кај Свети Јован Крстител, биле задржани во водата додека не ги исповедаат своите гревови. Христос пак бивајќи безгрешен, веднаш излегол од водата. Затоа што он таму бил некако некој што се кае, туку како оној што ги очистува гревовите и ги осветува водите. Значи повторно друг толкова Свети Кирил Екански ни кажува дека тој дошол да ги освети водите, а не само да се очисти од грев. Гледате како едно зборче веднаш има значење. Тоа што веднаш излегол од водата кажува дека тој не седа таму да исповеда гревот. Свети Амвросий Милански пак вели, затоа што, како што рековме, кога Спасителот беше измиен, тогаш водата се очисти за нашето крштение. Значи, кога тој влезе во водата. За да стане извор кој ќе им служи на луѓето кои што понатаму ќе дојдат. Покрај тоа беше потребно во Христовото крштение да се означат они нешта што верните ги добиваат преку крштението. Значи, тука кога се кажува за водите, дека се осветуваат и за оние кои што понатаму доаѓаат, не се мисли само на Јордан, туку на сите што се крштеваат во вода. И затоа кажува да се означат со Христовото крштение оние нешта кои што верните ги добиваат преку крштението, односно оние дарби од Бог, очистувањето. А во однос на тоа што евангелистот вели, се отвори небесата и го виде Божиот дух како слегува, како гулаб доаѓа врз него, Свети Теофилакт Охридски вели: небесата Адам ги затворил, а Христос ги отвара, за ти да дознаеш дека и ти кога се крштеваш ги отвараш. Значи, уште едно сведоштво за тоа дека она што било од клетвата затворено, Христос со тоа што ја укинал клетвата на законот, го отворил, односно небесата ги отворил за сите оние кои што се крштеваат. И кој што вели Свети Теофилакт Охридски, кога секој човек се крштева, како да е небото отворено за него. А Свети Амвросий Милански продолжува: Светото писмо раскажува за многу чуда извршени во различни времења на оваа река. Како меѓу останатото и во псалмите се вели, Јордан се врати назад. А и во самиот чин на крштевањето Христово, водата беше вратена, значи се смета дека водата се враќа назад. Ја не сум бил, може некој од вас бил и тоа го видел. Сум чул дека и до ден денес, кога е денот на Богоявление, реката Јордан го менува токот на своето движење. Водата се оди во спротивна насока. Тогаш водата беше вратена назад, а сега гревовите се вратени во незиниот тек. Како што Илија ги раздели водите некојаш, така Христос Господ во истиот Јордан го изврши одвојувањето од гревот. Значи, не подсетува Свети Амвросий Милански дека на реката Јордан се има исклучени многу чуда во однос на водата. Значи, не е само чудото сега што се случува со Господовото крштење, него и претходно имало ете Свети пророк Илија, кога ударил со својата наметка, ги раздел водите. И вели така како што некој пат Илија ги раздел водите, така Христос сега во истиот Јордан го изврши одвојувањето на човекот од гревот. Зошто Светиот Дух слегол во вид на гулаб врз Исуса Христа? Прво, за во вид на таа кротка, незлобива и чиста птица, да ни го покаже својството на Христовиот Дух, односно кротост, чистота и незлобивост. А второ, за со тоа да го изрази своето својство, секаде присутен по сите творби, кој се оживотворува. Затоа птицата која лета изобразува крст, значи, од една страна укажува на Христовиот Дух, на кротост, чистота и незлобивост, а од другата страна на својствата на Светиот Дух, кој што е насекаде присутен. И затоа вели птицата која лета изобразува крст, чиј што краеви го опфаќаат сите 4 краишта на светот: исток, запад, и север и југ. А псалмопевецот, изразувајќи секаде присутноста на Духот Божи, вели: каде ќе се сокрем од Твојот Дух? Гледајте го насекаде на сите 4 страни, и на небото, и под земја, и на исток, и на запад.
Освен тоа, таа птица со своите расширени крилја го изразува оживувањето, како што кокошката која седи на јајца ги оживува јајцата со своето седење, така и Божиот дух кој секаде и се исполнува и ни се поминува, наеднаш ги оживува и небесните и земните творби како птица која седи на своите јајца. И уште последниот стих од оваа глава: ете глас од небесата говореше: ова е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Толкувачот Свети Јероним Стридонски вели: во крштението се покажува таинството на Светата Троица. Господ добива крштение, Духот слегува во вид на гулаб, а се слуша гласот на Отецот кој сведочи за Синот. Небесата се отвараат не преку движење на нивните составни делови, туку за духовниот поглед. За тоа говори и пророкот Езекил на почетокот на својот свиток дека биле отворени. Значи, кога се кажува отварање на небесата, не се смета за некаква надворешна физичка представа. Значи, како што кажавме на почетокот, дека јудејците се сваќале телесно, и денеска постојат луѓе кои што се што читаат од Евангелието го сваќаат буквално 100% и сметаат дека небесата кузне како се отвориле. И затоа кажува Свети Јероним Стридонски дека се отвориле на духовен начин, се отвориле за духовен поглед. И тоа е многу битно, затоа што многу пати ние така треба да ги гледаме работите, да не очекуваме нека на буквален начин нешто треба да се отвори или на што да биде. Иако гледаме дека буквално се пројавува Светата Троица. Отецот како глас, Синот како оној кој што се крста и Светиот Дух кој што укажува на Синот. И вели: Светиот Дух слегува да посведочи дека крстениот е поголем од крстителот. Затоа што јудејците го почитувале Јован како велик, тоа го разговаравме на почеток, а Христа не го сметале за таков. Сите што виделе дека Духот слегува на Исуса, за да не помислат дека гласот "Ова е мојот возлюбен син" се однесува на Јован, туку да поверуваат и да познаат дека тој глас се однесува на Исус. Затоа Светиот Дух слегува вид на гулаб. Како гулаб, заради незлобивоста и кротоста на гулабот, затоа што гулабот е најчиста птица и не останува таму каде што има нечистотија. А таков е и Светиот Дух. Значи, да не помисли некој, бидејќи сите го сметале Јована Крстител за велик, а Христос не го препознавале, затоа Светиот Дух дошол во вид на гулаб. И тука една мала забелешка, секако дека Синот, односно втората ипостас од Светата Троица се отелотворува, доаѓа во човечко тело, Светиот Дух не станува гулаб. Значи не е тоа да ги поистоветиме тие две работи, него само укажува на тој начин на Христа. И уште една последна реченица, Свети Кирил Иерусалимски. Иако и ние се раѓаме преку вода и дух, сепак Христос не се родил така од Отецот, кој во време на крштението велегласно кажал: "Овој е мојот син." Не рекол: "Сега стана, се стори мој син", туку "Ова е мојот син", за да покаже дека и пред дејството на крштението тој бил син. Значи она што кажавме дека немал потреба за крштение, не примил крштение како другите, туку на еден посебен начин. Овде имаше многу работи и можеби вака малце беше заморно, меѓутоа оваа глава е така некако специфична дека е пократка и сакав да ја поминеме цела. И се оставам простор да вие ми кажете или нешто прашате во однос на тоа што можеби беше нејасно. Можеби сега протрчав, имавте претходно некои работи нејасно што сакате да прашате, ама што се сеќавате, кажете сега. И во иднина, ако има нешто нејасно, слободно прекинете ме, само да не ја одвлечкаме работата во некоја друга насока. Значи, за самото крштение на Господа може да се каже уште многу друго и вие сите имате читано и слушано затоа што го празнуваме тој како еден од најголемите празници на црквата, го празнуваме празникот на Богојавление и сте слушале многу беседи, сте читале многу пати и за самиот празник објаснување и затоа само на кратко тука спомнавме, а повеќе се осврнавме на работи кои што можеби не се толку познати, кои што можеби
луѓето ги нема чуено. Од мене толку, ако сакате нешто да кажете, кажете, ако не, ќе отпуштам со мир. Само ќе свеме тропорт на свети апостол Матеј. Усрдно од митници, затему владице Христу, јавивши се на земли человеком на благост. Тому последовав апостол избрани јавил се си и благовестник Евангелија веле гласен сега радиш ти им честную памет Твою. Мате, благо глаголиве, моли милостива го Бога, да грехов оставление подаз душам нашим. Молитвам се того апостола Матеј се сети, Господи се Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Амин.